Поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски се налути и напиша писмо. Го адресираше до колегите со кои сега ја дели перспективата, од која забележува непочитување на Уставот на Републиката и деловникот на Собранието. Зашто ги алармира и сограѓаните и меѓународниот фактор. А се започна со ерата на Џафери, вели Велјановски. Собраниските седници, како што посочува тој, се свикуваат од денес за утре, со цел да се избегне доставата на материјали и да се оневозможи пратениците да се подготват за дебата. Од 21 седница на Собранието на Република Македонија, дури 16 се свикани по член 68 став 2, кој е предвиден за итни случаи, а не за кои било седници, како што тоа се прави постојано. Наместо свикување на седница по член 68 став 1, со предлог на дневен ред и достава на материјали за секоја точка на пратениците 10 дена пред денот на одржување на седницата, тие се свикуваат од денеска за утре и се избегнуваат рокови за поднесување амандмани. Велјановски има забелешки и за роковите за амандманска расправа, за постапките за интерпелација, за однесувањето на председателот на Комисијата за европски прашања Артен Груби, кој самоволно одложува седници на неопределено време, а обвинува и дека се злоупотребува европското знаменце за предлог законот за употреба на јазиците, оти други закони се заглавени во прво читање, оставки се констатираат на седница со неутврден дневен ред и на истата се верификуваат нови мандати, а спорна е и предлог одлуката со која се настојува да се изберат заменици генерални секретари на Собранието. Според Велјановски, направен е преседан и со првата седница за пратенички прашања на овој парламентарен состав, бидејќи на ист ден се свикани уште две пленарни седници и заседанија на други работни тела. Го чита ли некој воопшто деловникот? Или го чита со една огромна леснотија, без тронка грижа, го прекршува, гази и продолжува понатаму? Прашува Велјановски и додава оти ваквата пракса тргнала со така наречениот избор на Талат Џафери на функцијата на 27 април. Поранешниот председател на Собранието завршува со заклучокот дека ако пратениците не ги почитуваат нормите, немаат легитимитет да ги носат законите и да се очекува граѓаните да ги спроведуваат и почитуваат. Се доведуваме во незавидна состојба како членови на законодавен дом да го искинеме деловникот, како академски граѓани да ги искинеме универзитетските дипломи, како представници на народот да се засрамиме пред довербата која ни ја дале граѓаните, порачува Велјановски.